Драги гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Инфорегион, каде што ќе поразговараме околу еден навистина уникатен и интересен проект кој што треба наскоро да се реализира во Прилеп и околните општини, а проектот се вика Трансакт, односно трансформација на глобалните општествени предизвици во реални локални активности, кој што е поддржан од Австриското министерство за социјални политики. Наш соговорник кој што ќе го образложи овој проект е Марина Тошевска од Центарот за развој и едукација од Прилеп. Господио Тошевска, добре дојдовте во најновото издание на Инфорегион. Добар ден, драги гледачи, и вас благодарам за поканата и можноста да го промовираме овој проект и што навистина ќе се случува во нашата заедница за прв пат и во нашата држава. Ќе пилотираме на интересна услуга, се вика медицинска сестра во заедницата, се со цел да им помогнеме на лицата во социјален ризик со фокус на руралните средини да имаат пристап до социјална и здравствена заштита. Медицинска сестра во заедницата за прв пат, како што кажавме, во Македонија, но и во поширокиот регион. Како дојде идејата до реализација на овој проект? Дали претходно се направија некакви истражувања? Колку е потребна медицинската сестра да ги посетува овие лица, како што спомнавме, од социјален ризик, кои што се наоѓаат особено во руралните средини? Сдруженијето Центар за развој и едукација Прилеп веќе повеќе од една година лиценциран давател на услугата помош и нега во домот, со моментално вклучени 58 обучени негователи кои што обезбедуваат помош и поддршка за независно живење за над 210 корисници на територијата на општините Прилеп, Кривогаштан и Донени. Од почетокот на годинава работевме на анализа кои се дополнителни потреби и услуги им се потребни на жителите на територијата на овие три општини, а особено на ранливите категории на граѓани. 4 години и повеќе веќе соработуваме со Австриското сојузно министерство за социјални политики, здравство, нега и заштита на потрошувачи, а воедно со организации кои што се даватели на социјални и здравствени услуги во Република Австрија, детектирајќи го проблемот за пристапот до примарна заштита, а воедно и за пристапот до дополнителни услуги што ќе овозможат подобрување на физичкото и менталното здравје на жителите во социјален ризик, и споредувајќи што има другите земји, како тие добри практики ќе може да ги имплементираме кај нас во национален, односно во локален контекст, дојдовме до идејата да се пробаме да пилотираме еден ваков тип на услуга кој што насекаде во земјите на Европската унија, па и пошироко и во Америка, каде што постојат овие услуги, навистина бележат и носат големи придобивки во самите заедници, и пак ќе напоменам, особено за граѓаните во социјален ризик и сиромашните граѓани. И така, нашата иницијатива најдена поддршка од Австриското министерство, веќе започнуваме да се припремаме за пилотирање на оваа услуга, а претходно секако со поддршка на Австриското министерство набавка на потребна опрема, униформи, медицинска опрема за медицинските сестри, воедно и планирање, правење на систем како сето тоа би се одвивало на терен, се со цел да избегнеме да ги надминеме ризиците и предизвиците, и навистина имаме успешно спроведување на овој тип на услуга. Во текот на 24 месеци се надевам и верувам дека ќе успееме да навистина донесеме позитивни промени во нечии животи на жителите на територијата на овие општини. Кога ќе започне реализацијата на проектот? Значи, веќе стартуваме, моментално со австриските партнери, веќе ги планираме набавките на опрема која што ќе ни биде потребна, и овој тип на опрема ќе биде достапен, мобилна опрема, претежно за поддршка на граѓани кои што имаат проблеми со мобилноста, меѓутоа и за деца со попреченост и проблеми со мобилност. Медицинските сестри дополнително ќе бидат обучени да ракуваат со овој тип на опрема, воедно опрема за мерење на секојдневните витални функции на граѓаните во социјален ризик. Ќе обезбедуваме и набавка на медикаменти на луѓе кои што имаат хронични болести или специфични болести, исто со поддршка на фондот на проектот. И од февруари месец веќе сакаме да стартуваме на терен со медицинските сестри кои што ќе ги посетуваат семејствата и во домот ќе им ја понудат потребната медицинска грижа на потенцијалните корисници. Колку медицински сестри ќе бидат ангажирани во овој проект? Значи, во рамките на проектот ќе имаме вработување на 10 медицински сестри, социјални работници, психолози и физиотерапевти, се со цел да се опфати сеопфатна грижа, заедно со негователите што веќе ги имаме, што им поручат помош и поддршка за независно живење. Сега ја прошируваме услугата да, освен овој тип на социјални услуги, да можат корисниците да добијат и посеопфатна медицинска нега и грижа. Со кои институции имате соработка тука на ниво на општините Кривогаштан и Долни и Прилеп? Во проектот се вклучени сите три општини, беа вклучени во планирањето на проектот.
пред општините Прилеп, Кривогаштан и Долнени, ја вклучувам и општина Градско. Она ќе биде вклучена во следната етапа од проектот, се со цел добрите практики од тука да ги пренесеме и во општина во другиот регион и да ги поттикнеме општините и центрите за развој на регионите да размислуваат во насока на воведување нови услуги. Ќе сработуваме со Центарот за социјална работа Прилеп со цел да ги детектираме семејствата во социјални ризики, нормално сиромашните семејства да пристапат до овој тип и да ги информираме како може да пристапат до овој тип на услуга. Градската болница од Прилеп и нормално метичните лекари, сите они релевантни чинители кои директно или индиректно ќе бидат вклучени и можат да придонесат да успешно ја пилотираме оваа услуга. Во однос на медицинските сестри, дали тие ќе бидат нови вработувања комплетно или ќе бидат искористени медицински лица кои што веќе работат во некои здравствени установи тука во општините? Не, медицинските сестри ќе бидат вработени баш кај нас во здруженијето, значи со платен придонес и стаж и ќе се бидат со 8 часовно работно време, значи со полно работно време ангажирани да навистина обезбедат соодветна медицинска грижа за корисниците. Значи, со овој проект, освен тоа што ми се помага на оние лица од социјален ризик, се отвара простор и можност за вработување на една навистина категорија на граѓани кои што токму поради екзистенцијата, односно медицинските лица, здравствените работници својата екзистенција ја наоѓаа во странство во изминатиот период. Да, ние сме изненадени во услугата помош и нега во домот имаме вклучени 10 медицински лица моментално кои што работат како негователи. Иако цело време кажуваме дека се соочуваме со недостиг на медицински кадар, свесни сме и треба да признаеме дека имаме многу медицински лица кои што не се вработени тука и со тоа се приморани нивната екзистенција да ја бараат или во друг град во денешно време и надвор од нашата држава, затоа што медицинскиот персонал и професионалниот кадар се како побарани во земјите во странство. Ова е еден начин да се потрудиме овие лица да ги задржиме во заедницата и нивните знаења и вештини навистина да дадат придонес за подобрување на квалитетот на живот на оние на што им е потребна помош и поддршка. Колку граѓани ќе бидат опфатени со проектот и како ќе може истите да се пријавуваат да бидат дел од него? Моментално работиме на креање на системот на пријавување. Ова услуга ќе биде целосно бесплатна за корисниците. Значи како што наполнав ќе сработуваме со Центарот за социјална работа Прилеп и заедно со раководител на случај од таму ќе ги детектираме лицата во социјален ризик на кои што им е потребна дополнителна медицинска грижа, нормално постарите лица, лицата со попреченост. И ќе веќе од јануари ќе има можности да се поднесуваат барања и да можеме да креираме плановите да медицинските сестри каде и кога треба да обезбедат медицинска грижа. Она што исто така ќе биде новитет за нас и во оваа услуга е што ќе сакаме да обезбедиме постоперативна грижа за лица кои што веќе имале медицински третман во болницата. Значи, болницата да пристапот до секундарна заштита ни постои, меѓутоа после тоа доколку лицата немаат доволно финанси, не можат ни да се обезбедат потребната нега како постоперативен третман или постоперативна грижа или грижа после третман. Сакаме да дадеме придонес за овие лица кои што немаат доволно финанси и во делот на медикаментозна терапија, меѓутоа и во делот на грижа во домот после операција или после третман во болницата, навистина да може да придонесеме во подобрување на нивната физичка или емоционална состојба. Дали секојдневно ќе бидат посетувани овие лица од страна на медицинските сестри? Кај медицинските сестри зависи различно од услугата помош и нега во домот, значи услугата ќе биде давена во период кога ќе биде потребно. Затоа ќе имаме вработен медицински кадар и нормално ќе сработуваме со матичните лекари за да утврдиме колкав период на тоа лице ќе му биде потребна ваква медицинска грижа. Доколку се работи за хронични заболувања ќе биде подолго трање, меѓутоа доколку се работи само за постоперативна грижа или грижа после третман што може да биде и пократко трање, значи кај нив ќе биде пократка и грижата од медицинските сестри, се со цел да може што повеќе граѓани да ги осетат бенефитите од постоење на ваков тип на услуга. Дополнително, моментално имаме над 1750 лица корисници на гарантирана минимална помош или над 800 стари лица кои што живеат од социјална пензија. Овие лица со средствата што ги добиваат како од правото на социјална заштита не можат да си го обезбедат еден квалитетен живот. За овие лица ќе преку проектот ќе гледаме да обезбедиме социјални пакети во делот на храна и хигиенски помагала, а пак за лицата кои што имаат проблеми со мобилноста и им е потребна дополнителна физиотерапија, поради тоа што имаме недостиг на кадар и во болницата, меѓутоа приватното плаќање на ваков третман чини финанси, а ги немаат да ги подмират, преку оваа услуга ќе гледаме и ваков тип на третман и да можат да добијат бесплатно. Затоа и во дел од набавката што ќе набавиме се баш и мобилна апаратура за стимулација на мускулатура и подобрување на подвижност на мускулатурата, се со цел да може навистина на овие лица да им обезбедиме поквалитетна грижа и поквалитетен живот.
Што кажува искуството од реализацијата на овакви проекти во европските држави, затоа што ние за прв пат како пионерски проект го реализираме? Имавме можност на студиско патување заедно со градоначалниците и да посетиме рурална средина каде што има ваков тип на услуга. Придобивките на ниво на ЕУ, истражувањата покажуваат дека се далеку големи и навистина ваков тип на услуги придонесуваат да самата држава, меѓутоа и општините покажат грижа за поединецот, грижа за семејствата и грижа за заедницата. Пристапот до здравствена заштита моментално во нашата држава постои, меѓутоа свесни сме дека се соочуваме со бројни предизвици. На овој начин граѓанските организации како идни или сегашни даватели на услуги ќе се потрудат да дадат свој придонес во подобрување на пристапот до квалитетна здравствена заштита. Претходно го споменавте проектот Помош и нега за лица во домот, кој што навистина успешно се реализираше тука во овој регион. 58 негователи, како што споменавте, 200 лица кои што се задоволни од услугите и токму поради таа успешна реализација целиот овој проект сега е под државна капа. Дали планирате во иднина можеби и овој проект по неговото 24 месечно завршување да премине под државна капа? Помош и нега во домот како услуга, согласно Законот за социјална заштита од 2019 година, навистина веќе зазема се поширок замав и бележи значителни резултати, веќе се пошироко и пошироко на територијата на нашата држава. И уште тогаш веќе беше обсмислено дека после финансирањето од Светска банка преку проектот на подобрување на социјалните услуги, овие проекти ги преземе државата на нивно финансирање, зашто е обврска на државата и на општините, да не заборавам, зашто сепак зборуваме и за процес на децентрализација, да возможи грижа за старите лица и лицата во ризик со тоа што ќе можат да пристапат освен до парични надоместоци од социјална заштита и до социјални услуги што тите как се покажа дури и попотребни. Освен финансиите, треба многу, меѓутоа во рамките на овој проект континуирано ќе работиме со австриските организации да се осмисли целокупната програма и како тоа понатаму би изгледало, доколку Министерството за здравство во соработка со Министерството за социјална политика, демографија и млади преземат финансирање на ваков тип на услуга. Не мора секогаш и да се размислува на национално ниво, некогаш треба да се поттикнат и самите локални самоуправи, бидејќи ако ги пратиме законите со процесот на децентрализација, веќе општините треба да размислуваат и да развиваат социјални услуги на локално ниво и да нудат поддршка за овие услуги да опстанат и да бидат одржливи. Се надевам дека со добра менторска поддршка и експертиза од странство ќе најдеме соодветен модел како сето тоа понатаму ќе биде одржливо, а нашите граѓани, особено лицата во социјален ризик, ќе имаат можност да пристапат во ваков тип на услуги, да имаат подобар живот. Должни сме да го направиме тоа. Господја Тошевска, ви благодарам за издвоеното време и за презентацијата на целиот проект, кој што е навистина интересен и ќе биде од голем бенефит за локалната заедница во Прилеп, Долнени, Кривогаштани и општина Градско. Јас ви благодарам уште еднаш и ви благодарам за целосното информирање на граѓаните за сите активности што ги имаме ние како граѓански организации даватели на услуги. Се надевам понатаму преку вас навистина ќе ги информирам и овие информации ќе стигнат до граѓаните кои што навистина имаат потреба од помош и поддршка, а ние ќе се потрудиме да им овозможиме грижа и поквалитетен живот. Ви благодарам уште еднаш за разговорот. Токму така Инфокомпас е онаа платформа која што им помага на граѓаните до нив да стигнат вистинските информации, како што е и реализацијата на овој проект, а со нови информации и нови теми се гледаме во наредното издание.